прв дневник на Канал Плюс. Добар ден. Останете со нас наредните 30 на минути и дознаете ги денешните актуелности. Ванчо Костадиновски од редовите на ВМРО ДПМН вчера вечер се сретна со дел од жителите на општина Карбинци, каде тема на разговор беа земјоделските проблеми и барања. $500.000 за рехабилитација на левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Се очекува деновиве да биде избрана најдобрата понуда. Иако временските услови се идеални за есенската сеидба, сепак доцното засејување е причина за зголемени производни трошоци. Агрономите предупредуваат земјоделците да внимаваат какво ѓубре ќе употребат. Почнуваме со политика. ВМРО ДПМН има реална и обемна програма со точно дефинирани проекти насочени посебно кон развој на руралните средини. За да може да се реализираат планираните проекти, потребна е подршка од граѓаните и обезбедување сигурни 63 пратеници од ВМРО ДПМН на изборите на 11 декември, порача Ванчо Костадиновски, кој вчера вечер имаше партиска средба со жителите во општина Карбинци. ВМРО ДПМН ги интензивира теренските активности. Вчера вечер средба со жителите на село Таринци, општина Карбинци, имаше Ванчо Костадиновски, заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој со жителите дискутираше за актуелните, но и за планирани мерки за поддршка на земјоделието. Непосредните средби со жителите од сите населени места во државата се со цел да се дефинираат и вклопат во изборната програма идеите за развој на земјоделието, истакна Костадиновски на средба со жителите во Таринци. Ние сме целосно исправени со чист образ да се соочиме и со земјоделците и општо со сите граѓани, и со пензионерите, и со социјалците, и со студентите, и со средношколците, и со сите категории на луѓе во сите населени места кои што се среќаваме. Да, ние можеме да кажеме дека во земјоделието имаме реализирано проекти за повеќе од €1.000.000, но исто така можеме исправено да им погледнеме во очи доколку има одредени проблеми, да ги слушнеме нивните сугестии и со нивната поддршка која што ќе ја добиеме на 11 декември. И јас сум уверен дека по реакциите, по кажувањата, по изјаснувањата од страна на не само на земјоделците, туку на сите граѓани, дека таа поддршка која ќе ни ја дадат, ние ќе бидеме во можност сето она кое што ни го укажуваат како дел од нашите идни проектни активности да го коригираме или да го подобриме или да предвидиме како нов проект. Граѓаните сакаат стабилна држава со реален економски развој, повисок стандард и конечно излез од наметнатата криза. Ова е заклучок од сите средби кои ВМРО ДПМН ги има со граѓаните во цела држава. Во сите средби со граѓаните и со народот во Република Македонија, дефинитивно ни е јасно дека на народот му е преку глава од кризата која што е предизвика Социјалдемократскиот сојуз и дека конечно граѓаните ќе можат на 11 декември да ја поразат политиката на Заев кој што ја предизвика оваа криза и кој што влезе во пазарење со македонските национални интереси. Последните неколку години во изградба на рурална инфраструктура во општина Карбинци вложени се околу €1,5 милион, а обезбедени се и дополнителни средства за обнова на водостопанската инфраструктура. Водостопанство на Македонија ќе инвестира $500.000 за рехабилитација на левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Тендерската постапка е веќе завршена и се очекува деновиве да биде избрана најдобрата понуда. Во рамките на планираните активности, АД Водостопанство на Македонија ќе инвестира $500.000 за изработка на проект за рехабилитација на левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Тендерската постапка е веќе завршена и се очекува деновиве да биде избрана најдобрата понуда. По изработката на овој проект, кој е финансиран од ИПАР програмата преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, ќе биде распишан тендер за самата рехабилитација на овој дел од системот. Завршена е тендерската постапка за распишување на најдобар проектант за изработка на проектна документација за реконструкција на левиот магистрален канал. Трасата која што е предвидена за реконструкција е од Зрновци до Борилчево
И ова се средства од ИПАРД програмата наменети преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Да се надеваме дека сето ова брзо ќе се заврши, ќе се избере веќе проектантот и дека набрзо ќе може после изработување на проектот да распишеме веднаш и тендер за самата рехабилитација, за избор на најдобар изведувач и да се надеваме дека нашите водокорисници веќе ќе бидат задоволни од сите овие работи. Левиот магистрален канал, делница до Зрновци, функционираше и оваа наводнителна сезона, благодарение на ангажираноста на водостопонство Окучани и општина Зрновци, со навремено чистење на каналите од наноси на земја и дрва, истакнува Гоцев. Веќе превршува со активностите, машините беа од пред 2 недели излезени, се работеше на потегот од левиот канал за чистење на вегетација и на ѓубре смет што е во каналот. Како што рековме, значи се даваме напори да го пуштиме каналот левиот, како што течело на времето, пред некои си 20 години да тече пак така, и да можеме да ги вратиме сите водокорисници земјоделци на површините кои што се многу плодни во тој дел, да се вратат да може да ги обработуваат и повторно тој дел да заживее. Со рехабилитацијата на овој дел од системот ќе се придонеса загубите на вода да бидат минимални, а за земјоделците од општина Зрновци да се создадат услови за обработка и наводнување на нивните земјоделски површини. Остануваме со земјоделието. Временските услови идеални за есенската сејдба, но доцното засејување не е добро за земјоделците, кои однапред знаат дека ќе им се зголемат производните трошоци, бидејќи во самата сејдба ќе употребат повеќе семенски материјал на единица површина. Агрономите предупредуваат земјоделците да внимаваат какво ѓубре ќе употребат. Сезонските активности во делот на сејдбата за житните култури започна. Време е земјоделците да ги засукаат ракавите. Октомври е месец каде полека привршува сејдбата на јачменот, а интензивно започнува сејдбата на пченицата. Агрономите препорачуваат земјоделците пред засејување да извршат добра хемиска анализа за да знаат каков вид на ѓубре да употребат. Сите они кои што навреме извршиле подготовка на почвените површини веднаш со заорувањето на страништата се во многу поповолна состојба од оние кои што допрва треба тоа да го направат. Следејќи ги препораките на добрата земјоделска практика, нужно е пред засејување да изврши и агрохемиска анализа за да знаат дали треба да ѓубрат и со што треба да ѓубрат. Доколку тоа веќе го завршиле, оптималните рокови значи за јачменот привршуваат, започнуваат интензивно сејдбени активности за пченицата. Честопати знаат сами да остават така наречено сопствено семе во наводници, кој што ни оддалеку не е семе, туку е натурален производ од претходна реколта кој што немат никаква контрола, кој би родител, како се вкрстувало, кои болести се го нападнало растението во текот на вегетацијата. Од тука, доколку сакаат да добијат здрав принос до година, нужно е да преземат така наречени да се снабдат со семенски материјал со сертифицирано потекло кој што може да го најдат во било која земјоделска аптека или кај некој од поголемите семепроизводители во државата. Временските прилики идеално одговараат на есенската сејдба. Ако порано рокот за сејдба на јачменот завршуваше до 20 октомври, а до 20 ноември се сееше пченицата, сега оптималните рокови се поместуваат. Според агрономите, ова се должи на врнежите деновиве кои ги имаше во регионот и се уште се недоволни за почеток на сејдбата. Во крими билтенот на СВР Штип стои дека вчера од страна на полициски службеници од Оделението за прекуграничен криминал поднесена е кривична пријава против ДА од Оризари Кочани и АС од село Јакимово Виница. Имено на 21 октомври годинава околу 5 часот на регионалниот пат Стар Дојран Гевгелија во правец на Богданци кај местност викана Паљорска брана. Од страна на патролен тим на Арама при контрола на Форд Фокус со винички регистарски ознаки управувана од ДА биле пронајдени 11 лица мигранти од Сирија, Авганистан и Пакистан. Додека АС се движел со Мерцедес, исто така со винички регистарски ознаки во својство на претходница. Лицата се приведени и со кривична пријава се предадени на основното јавно обвинителство, при што од страна на судија за претходна постапка од Основен суд Скопје 1 им е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милио Контакт Македонија, денес го реализира последниот настан од локалната кампања за подигнување на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени, под мотото "Климата се менува, од нас зависи".
Денеска сме во општина Дилчево. Денеска е практично и последниот настан од овогодишната кампања Климата се менува од нас зависи, која што почна на 19 септември. Значи повеќе од месец дена одиме низ 10 општини кои што се дел од овој проект со цел да ја информираме широката локална јавност за климатските промени, за негативните ефекти од климатските промени врз локалната средина, како и за сите постапки кои што можеме ние како индивидуалци да ги превземеме со цел да ги намалиме последиците од оваа глобална закана. Значи општина Делчево се вклучи во оваа глобална кампања на ниво на Република Македонија за справување со климатските промени и за кампања за подигање на свеста кај граѓаните, таму каде што може да се влијае, да влијаеме како луѓе, како граѓани на Делчево за намалување на последиците од климатските промени. Општина Делчево за таа цел минатата година изработи стратегија за климатски промени преку процес кој што го спроведе со методологијата на зелена агенда. Тој е иновативен процес, како што спомна колешката. Стратегијата е изготвена. Општина Делчево истата ја помине на совет и истата веќе можеме значи да ја користиме и да се повикуваме за аплицирање на проекти кај донатори, но и за проекти што се од буџетот на општина Делчево. Во Домот на културата Јане Сандански во Пехчево беше промовирана монографијата Панчарево од авторот Спиридон Митевски. Монографија која изобилува со историски факти за постоењето на населбата Панчарево. Домот на културата Јане Сандански во Пехчево беше зборното место каде се одржа промоцијата на монографијата Панчарево од авторот Спиридон Митевски. Автор кој потекнува токму од ова село, а кој што се реши да ја напише монографијата поради како што вели радозналоста за тоа да се дознае нешто повеќе за своето родно место. Ја напишам монографијата на село Панчарево, најголем поттик ми беше, како викаме ние, радозналост за минатото на селото, од кога постои, кое е населението, со што се занимавало, како преживувало на тоа подрачје. Според податоците до кои дојде Митевски, населбата Панчарево на подрачјето кај што сега се наоѓа постои од третиот милениум пред нашата ера и од тогаш до денес се живее на тоа подрачје. За да се напише една ваква монографија, вели авторот, потребна е неминовна потрага по документи, а трагајќи по историјата, професорот Митевски пронашол важни документи кои се наоѓаат во Софискиот архив. Затоа, кога има повеќе време како пензионер, работев повеќе време, поупорно и плод на тоа е ова монографија. Најстарото име на селото е Панцарево, во турскиот период Панчарево, односно Панчар, а сега Панчарево. Многу работи најдов и во литература. Најдов, да речеме, во писма зачувани од Гоце Делчев. Во други документи. Дури некои документи ми ги пратија и од Бугарија, од Софиски архив. Но не сметам дека е се истражено и дека јас сум дошол до сите документи и дека ништо повеќе не може да се додаде. Инаку авторот Спиридон Митевски, освен активното учество во воспитно-образовниот процес, беше и активен учесник во политичкиот живот во општина Делчево, каде во времето од 2001 до 2005 година бил член и на Советот на општина Делчево. Цревните инфекции го наполнија детското одделение во Штип. Над 20 на деца се хоспитализирани со покачена телесна температура, чести столици и повраќање. Хигиената и диеталниот начин на исхрана е она што го препорачуваат лекарите при вакви вирози. Цревните вирози не се карактеристични за овој период во годината, но истите се во подем. Покачена телесна температура која трае неколку дена, болки во стомакот, повраќање, диареја се симптомите кои најчесто се јавуваат при вирозите. Акутната состојба на вирусните инфекции најчесто трае 2-3 дена, а симптомите со по неколку течни столици се пролонгираат и до една недела. Апелирам на сите родители навреме да се јавуваат кај своите матични лекари или кај лекарот кој им е достапен за првичен совет околу појавата на симптомите, да не се брза веднаш со употребата на антибиотиците, да се внимава на исхраната која треба во тој период да биде диетална или така наречена бела храна, компир, ориз, оризова вода, чај од нане кој не е нас навистина лесно достапен и рехидрацијски раствор кој го има во сите аптеки, а кој е навистина лек број 1 во ваквите ситуации. Децата кои ги имаат овие симптоми, најдобро е во првите неколку дена да останат и да се лекуваат во домашни услови.
Освен тоа, хигиената и диеталниот начин на исхрана се препораките на лекарите при ваквата состојба. И најчесто може да се преносат и капковно, меѓутоа најчесто е со нечисти раце, внимавање значи при употребата на храната и играчките кај децата, сето она слинење на дечињата во градинките, употребата на заедничките предмети допринесува за брзо ширење на инфекцијата. Од таа причина мораме да внимаваме многу на тоа што се внесува преку устата на детето. За таа цел апелирам секогаш на чисти раце, нешто кое е основно и најважно во пренесувањето на инфекциите. Проветрување на просториите кај што се поголема група на деца. Зголемениот број на цревни инфекции го наполнија детското оделение во клиничка болница Штип. На 20 на деца се хоспитализирани со висока температура и чести столици. За време на викендите, особено во вечерните часови, кога не работат матичните лекари, има најголема фреквенција на пациенти. Најмалку 55 лица загинаа, 575 се повредени во вчерашната несреќа на патнички воз во Камерун, соопшти денес представник на владата. Многу луѓе се уште се затрупани на местото на несреќата во Есека. Најмалку 15 вагони излегле од чините и се превртеле. Возот со 18 вагони кој патувал од Јаунде до Дуала бил преоптоварен со стотици дополнителни патници, тврдат очевидци. Според нивните сведочења, старите шини буквално квичели и се свивале под тежината на возот. Владата соопшти дека повредените ќе добијат бесплатна медицинска помош. Најмалку 19 лица загинаа, а тројца се здобија со тешки повреди при хеликоптерска несреќа Ми-8 на полуостровот Јамал во северозападен Сибир во текот на изминатата ноќ, соопштија истражните органи. Хеликоптерот на авиокомпанијата Скол се урна при природно слетување на 80 км од Нови Уренгој. Во леталото имало 22 лица, а во потрагата се вклучени 140 спасувачи и 20 единици техника. Сигналот за несреќата бил добијан вчера во 18 часот и 57 минути. Инспекторите работат на 3 верзии: прекршување на правилата за безбедност, дефект на техниката и неповолни метеоролошки услови. Тим на Обединетите нации и на Организацијата за забрана на хемиско оружје утврди дека сириската влада извела и трет хемиски напад во оваа земја. Се наведува во извештајот доставен до Советот за безбедност на Обединетите нации. Во извештајот доставен доцна синоќа, во кој дел од американските новински агенции имале увид, меѓународниот тим тврди дека постојат доволно докази врз основа на кои може да се заклучи дека сириските сили се одговорни за еден од нападите во Кменас во провинцијата Идлиб, изведен на 16 март 2015 година. Тимот експерти наведува дека направа фрлена од голема височина ја погодила земјата и ослободила токсична супстанца која го загрозила населението, додека очевидци и болнички персонал препознале дека станува збор за мирис и симптоми на хлорин. Сепак тимот заклучи дека нема доволно докази да се утврди одговорноста за другите два напади. Ракометарките на Вардар, предводени од новото тренерско трио, ја забележаа првата победа во Лигата на шампионките. Го совлада Лајпциг со убедливи 41 спрема 24. Вардарки фантастично го започнаа мечот. Во првите 10 минути примија само еден гол, а постигнаа 7. Ја навија победата која на крајот изнесуваше со 17 голови разлика. Вардар ја контролираше играта, резултатот од победата не беше доведена во прашање во ниту еден момент. Радичевик постигна 6, а по 5 пати противничката мрежа ја погодија Сара Ристовска, потоа Хмирова, Дамјановик, Малсар и Пенезик. На голот блескави настапи има Алейно со 12, како и Песоа, која изброи 10 успешни интервенции. Македонските шампионки во рамките од третото коло, следниот викенд, ќе гостуваат во Русија. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска со 2 порази во четвртфиналето во двете конкуренции, сингл и двојки, го заврши настапот на фјучерсот во Египет. Таа синоќа во играта на двојки со Кристина Дину од Романија загубија од Гваделупе Перес Рохас од Аргентина и Џил Тајчман од Швајцарија со 2:0 во сетови.
Претходно поголема борба во четвртфиналето со 2:1 во сетови, загуби и петата носителка Сара Сорибе Стормо. Македонската тенисерка во понеделник на ВТА листата ќе направи скок, особено што во рангирањето ќе бидат пресметани резултатите постигнати на фјучерсот во Италија, на кој настапи претходната недела. Ова беше се што ви подготви дежурната екипа на Канал Плюс во првото издание на Дневникот. Второто е во 20 часот. До тогаш пријатно попладне.